Драги ученици четврто одделенци, добар ден и добре дојдовте на видеочасот по предметот музичко образование во нашата училница. Најпрвим да ви се представам. Јас сум Марија Гавриловски, одделенски наставник во Основното училиште Јохан Хајнц Песталоци од Скопје. Се надевам дека сте подготвени за стекнување на нови знаења. Денешната наставна содржина е од наставното подрачје Народно творештво. Запознавање со народните ора. Целите на овој час се следните. Ќе се запознаеме со поимот народни ора, ќе се запознаеме со поделбата на народните ора според територијалната припадност и ќе се запознаеме со некои позначени македонски народни ора. Луѓето во минатото и денес твореле за да ги искажат своите потреби, верувања и желби. Сето она што го создал народот и што представува негово традиционално обележје се вика народно творештво. Музичкото народно творештво го сочинуваат народните песни, народните инструменти и народните ора. Народните ора се народни танци во кои играчите се фатени за раце и се движат во круг. Тие потекнуваат од Балканот. Нивната традиција започува во 19 век и трае до 50-тите години на 20 век. Народните ора, според една основна карактеристика, ги делиме на градски ора, кои што се типични за градската средина, и селски ора, типични за животот во селската средина. Карактеристики на селските ора е тоа што тие можат да бидат машки и женски ора. Имаат еднообразни изразни елементи и едноставни мотиви. Придружувани се од еден народен инструмент, гајда, шупелка, дудуче, гусла и други. А пак градските ора се разновидни и со богати мотиви. Немаат поделеност на машки и женски ора, се играат во полукруг со изразеност во играта на ореводецот и опашката. Народните ора можат да бидат отворени и затворени, а играчите се држат за раце, рамење или појас, под рака или со рацете свртени надолу. Тие ора може да се вијат на десно или на лево. Придружени се од народните инструменти гајда, зурла, тапан, кавал, дајре и други народни инструменти. Друга една поделба на народните ора, најкарактеристична е поделбата на македонските ора според регионот во кој се создале. Западни, југозападни, јужни, северни и источни ора. Во продолжение следат слики од сите досегашни наведени ора. Еве ни западно оро, јужно оро, северно оро и источно оро. Познати македонски народни ора се копачка. Копачка е изворно машко соборско оро со трудов карактер. Тоа е оро што го доловува обработувањето на земјата, копањето, риењето. Тоа е брзо и темпераментно оро. Во продолжение може да погледнете линк на YouTube, каде што можете да ги забележите чекорите на ова оро. Тешкото. Ова оро е една од најубавите и најтешките македонски ора. Географски, како и носиите во кои играат играчите, потекнува од областа на Галичник во северозападна Македонија на планината Бистра. Потекнува од моментите кога печалбарите заминувале на печалба. Го играле на крајот од селото при разделување со најблиските.
Во продолжение следува и линк на кој што може да се види движењата на ова оро. Потоа имаме невестинско оро. Ова оро потекнува од Мјачки од крај на Западна Македонија. Ова оро е женско оро и бавно. Покажувана е достоинството и гордоста како и убавината на македонската невеста. Карактеристично за ова оро е едноставноста во чекорите и стилот на играње. Жените носат пребогата носија која што остава длабок печаток. По продолжение линкот од ова оро. Следува калајџиско оро. Калајџиското оро е инспирирано од калајџискиот занает во Македонија. Ова оро низ весела и динамична игра го прикажува занаетот. Потекнува од Велешко и во продолжение следува линк. Оро Маријовска тресеница. Ова оро е женско оро по потекло од Маријово. Инспирирано од обичаите кои жените ги вршеле на чист понеделник за време на велигденските пости. Карактеристично е со оригинални богати носии, како и музика која ја изведува чалгиски состав. Следи линкот на кој што можат да се забележат движењата на ова оро. Се надевам дека ви се допадна овој видеозапис и ви благодарам на вниманието.